Рано градинарите од југоистокот ги засукаа ракавите. Во ексе работите на нивите. Прва стигнува пролетната зелка. Експертите апелираат земјоделците да внимаваат на топлите сончеви денови, ладните утра, кога може да се јави и поголема влажност во пластениците и оранжериите и да се создадат болести на листот. Ово го потенцирам затоа што преку дента, како резултат на покачените температури, односно сончевиот период, овозможува да дојде до испарување на влагата од почвата и создавање поголема влажност на воздухот во самите пластени, особено во пластениците, иако има ги и во оранжериите. Ваквата висока влажност на воздухот е неблагопријатна, односно штетно влие врз самите растенија во однос на развитокот на лисната маса, па сведоци сме дека кај зелката често пати се јавува и во поголем процент во последниот период на збрчкување, односно деформирање на самите листови. Бидејќи листот е основа за формирање на глава на зелката, треба земјоделскиот производител да пази и да се труди да ги задржи, да ја задржи правилниот развој на самите листи или лисна маса, а тоа ќе го постигне со отварање на, да речеме, отварањето на влезовите или страничните влезови на пластениците и оранжериите, по поголемо пролуфтирање или циркулација на воздухот во самите оранжерии и пластеници, особено во текот на денот и особено кога има сончеви период. Зелката како ладнолюбиво растение најдобро вирее на температура меѓу 15 до 17 степени. Затоа во периодов има идеални услови за добар квалитет, доколку градинарите презеле превентивни мерки за заштита и прихрана на растението, велат експертите.